Мерење на Божите ветувања. Зошто сине Божи ветувања се исполнија во Христа со убедливо да? Стих 20. Нова година. Порано изгледаше толку возбудливо да се започне одново, да свртите страница и да видите чист, празен лист за пополнување. Коефициентот на мојата надеж се преврте како километражата на патувањето во автомобилот. Притискајте и држете ресетирај, додека сите мали бројки не отидат на нула. Но, во последните неколку години, го вртам календарот со помалку ентузијазам, прашувајќи се што би можело да се случи следно. Понекога се чувствувам како километражникот да се скршил и брзо се движам по патот, без референтна рамка за тоа што означат времето или настаните. За среќа, Божите ветувања немаат многу врска со нашето чувство за хронолошко време и кај нив се е поврзано со Божјото совршено време. Надвор од времето, Бог може да види дека сите негови ветувања за живот, добрина, милост, праведност, мудрост и правда се одговорени еднаш за секогаш во Исус. Бог рече да на сите негови ветувања преку Син кој му рече да. Очекувањето на одговорот во Христа не повикува поинаку да гледаме на времето и настаните. Може би хронолошкото време диктира да се движиме, но ако запомниме дека Бог има посовршено време, тоа представува нов почеток, референтна точка за тоа каде сме биле и каде одиме. Малку како ресетирање на мерачот на патување и одвојување на моментот да се сетиме како Исус го купил нашето вечно да, пред да свртиме друга страница во човечкиот календар. Ейми Клеменс. Додека се молиме, замолете го Бог да ве освежи за патувањето, како што туку поставен мерач на патување на нула. Мерејќи ги исполнетите ветувања, додека тој ве води понатаму.